Сакам да споменам само неколку битни бројки кои што постојат во глобални рамки, заради кои што сметам и верувам дека оваа приказна ќе биде успешна во Македонија. Значи, според статистиките во оваа област во изминатата година повеќе од 200 милиони американски долари се вложени во стартап компании преку повеќе од 550 акцелераторски програми. Че зборуваме за глобални рамки. Значи, повеќе од 11.000 стартап компании добили менторска поддршка, меѓутоа добили финансиска поддршка за да се развиваат забрзано понатаму. Ние во Македонија почнуваме релативно скромно, че зборуваме за 1,5 милион евра кои што ги обезбедува Фондот за иновации и технолошки развој во соработка со Светската банка и на кои што очекуваме уште половина милион да се обезбедат сопствени средства од страна на апликантите. Велам скромно, меѓутоа имаме амбиција оваа програма да порасне во вистински успех и ќе ви кажам зошто. Една од најуспешните приказни во светот, вице-премиерот спомене, днес ќе кажам друга, значи најголемиот светски акцелератор во Калифорнија, кој што Y комбинатор, со финансиска поддршка од 20.000 долари успеа да искреира една од најголемите компании денеска во светот, а тоа е компанијата Airbnb со пазарна капитализација од 30 милиарди евра. Че оваа приказна ни кажува дека и овие податоци ни кажуваат дека со храбри одлуки, со визија и со поддршка која што во даден момент може да звучи ризична, значи резултатите следат. Би сакал да најавам дека веќе во наредните недели, како Фонд за иновации и технолошки развој, ќе го продолжиме проектот, програмата, секако со поддршка од владата и од Светската банка, за финансиска поддршка на стартап компании, за финансиска поддршка на младите. Сакаме да отвараме и ќе отвараме и понатаму поголем број на можности за младите, своите идеи, својот потенцијал да го реализираат во Македонија. Че сакам да најавам дека веќе во наредните неколку недели ќе отвориме нов повик за финансирање на стартап компании. И исто така верам дека овој повик, покрај трите бизнис акцелератори со кои што потпишуваме договори денеска, ќе бидат вистински поттик младите луѓе во оваа држава да ја препознаат можноста што се нуди сега, се препознае можноста на отварање на перспективите на Македонија и како што кажа своите идеи и својот потенцијал, својата успешна приказна да ја пишуваат тука во Македонија, а не некаде во странство.